За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење баварска салата, како главно јадење пилешки копани со виенски кнедли, за десерт најлон торта. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Баварска салата е нашиот предлог за предјадење за вашето утрешно мени. Во тенџере на оган наливаме вода. Во водата ја додаваме коцката и оставаме да се вари супата. Шунката ја сечкаме на коцки. Исечканата шунка ја ставаме во поголем длабок сад. Во садот го додаваме претходно обарениот грашок. Во тенџерето со супа го додаваме оризот. Во тенџерето ги додаваме и виното и пивото. Оставаме оризот да се вари. Сварениот ориз го додаваме во длабокиот сад. Во садот додаваме 2 лажици мајонез и 1 лажица павлака. Зачинуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Промешуваме. Салатата ја сервираме на чинија за сервирање во форма на куп. Колбасите ги сечкаме на тенки парчиња. Круговите колбаси во круг ги редиме околу салатата. Еден домат го лупиме во круг. Од лушпата формираме цвет. Цветот го ставаме на средината на купот од баварската салата. Околу цветот декорираме со гранчиња француски мактонос. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленика во жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.
Во супата од коцка со виното и пивото сварете го оризот. Во длабок сад ставете ги шунката и сечкана на коцки, грашокот, сварениот ориз, 2 лажици мајонез и 1 лажица павлак. Зачинете, промешајте салатата. Сервирајте, околу салатата наредете ги круговите колбаси и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите пилешки копани со виенски кнедли. На пилешките копани ни отстрануваме кожата. Потоа ги посолуваме од двете страни. Ги нарасуваме и со мелен црн пипер. Во тенџере на оган ставаме масло да се загрее. Во друго тенџере со зовриена вода ја ставаме коцката за да се вари супа. На загреаното масло пак ги ставаме копаните да се пржат. Потоа 4 земички ги кинеме на парчиња. Парчињата од земички ги ставаме во длабок сад. Ги преливаме со вода. Потоа ги гнечиме со рака за да впијат од водата. Изгнечените земички ги ставаме во цедолка. Ги притискаме со раце за да истиснеме водата. Исцедените земички пак ги ставаме во длабок сад. Преостанатите 2 земички ги сечкаме на коцки. Сланината ја сечкаме на коцки. Испржените копани ги вадиме од тенџерето и ги ставаме на чинија. Чешнињата лук ги гмечиме со алатка. Изгмечениот лук го додаваме во преостанатата мрснотија во која се пржеа копаните. Во тенџерето го додаваме брашното. Потоа го додаваме доматното пире. Промешуваме. Во тенџерето ја додаваме супата од коцка. Налеваме и половина литар вода. Мешаме со жица за матење. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Потоа го тргаме тенџерето од оган. Содржината од тенџерето ни цедалка ја истураме во длабок сад. Процедениот сос го враќаме во тенџерето на оган. Потоа во тенџерето ги враќаме претходно испржените копани. Оставаме да се динста на тивок оган 40 минути. Во меѓувреме во друга тава за пржење, на загреаното масло ја ставаме и сечканата сланина да се пржи. Јајцата ги кршиме, жолчките ги ставаме во садот со исцедените земички, а белките ги ставаме во друг сад. Со лажица решетка ја вадиме сланината од тавата и ја ставаме на чинија. Тавата ја враќаме на оган. На преостанатото загреано масло ги ставаме коцките земички да се пржат. Потоа во садот со земичките и жолчките ја додаваме испржената сланина. Макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме во садот со смесата за кнедли. Со лажица решетка ги вадиме коцките испржен леп од тавата и ги додаваме во длабокиот сад со смесата за кнедли. Додаваме и 3 лажици брашно. Во садот ја додаваме киселата павлак. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Потоа рендаме морско оревче. Мешаме со лажица. Белките ги посолуваме. Потоа ги матиме со миксер. Изматените белки ги додаваме во садот со смесата за кнедли. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Со помош на 2 лажици ги формираме кнедлите. Кнедлите ги ставаме да се варат во тенџере со зовриена посолена вода на оган. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа зелена салата.
Од едната страна на чинијата ги редиме пилешките копани. Од другата страна на чинијата ги редиме виенските кнедли. Во тенџерето со сосот ја додаваме павлаката. Мешаме со жица за матење. Потоа со лажица со сосот од тенџерето ги преливаме пилешките копани. Врз секоја кнедла украсуваме со гранче француски макдонас. Потребно време за подготовка на ова јадење е 90 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На копаните отстранете им ја кожата, зачинете ги и спржете ги. Во тенџерето испржете ги измечениот лук и брашното. Додадете ги доматното пире, супата од коцка и вода. Процедете, вратете ги копаните и сварете. 4 земички искинете на парчиња, омекнете ги со вода, исцедете ги, ставете ги во длабок сад. Додадете ги жолчките и испржените коцки сланина и земички, брашното, павлаката, зачини и изматените белки. Формирете кнедли, сварете ги во посолена вода, сервирајте ги со копаните, прелите со сосот со павлака и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите најлон торта. За почеток јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење. Жолчките ги ставаме во поголем длабок сад. Ги матиме белките со миксер. Во садот додаваме 500 грама шеќер. Го додаваме оцетот. Во садот додаваме 4 лажици брашно. Мешаме со лажица. Калапот за печење го намрснуваме со путер. Во калапот го ставаме тестото за тортата. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 150 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со жолчките додаваме 1 филџан млеко. Во садот додаваме 12 лажици брашно. Преостанатото млеко го ставаме во тенџере на оган. Во тенџерето додаваме 16 лажици шеќер. Мешаме со жица за матење. Во зовриеното млеко ги додаваме размешаните жолчки со брашно. Мешаме со жицата додека кремот не ја добие потребната густина. Го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Чоколадата ја кршиме на коцки и ја ставаме да се топи на пареа. Во сад за матење го ставаме путерот. Го матиме путерот со миксер. Во садот за матење го додаваме изладениот крем. Матиме со миксер додека смесата не се соедини. Половината од филот го ставаме во поголем длабок сад. Во садот ги додаваме крем бананите и сечкани на парчиња. Мешаме со лажица. Во втората половина од филот ја додаваме растопената и изладена чоколада. Мешаме со лажица додека филот не се соедини. Изладениот пандишпан го сечеме на половина. Врз првиот дел од пандишпанот нанесуваме од филот со крем бананите. Врз филот го нанесуваме вториот дел од пандишпанот.
Целата торта ја премачкуваме со чоколадниот фил. Филуваната торта ја ставаме на долниот дел од кутија за торта. Страничниот дел на тортата го украсуваме со ситни парчиња бела чоколада. Со ситни парчиња бела чоколада и ситни парчиња жолта чоколада или чоколада во боја ја украсуваме горната површина на тортата. Потребно време за подготовка на овој десерт е 60 на минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од белките изматени со шеќерот, оцетот и брашното подгответе смеса. Испечете пандишпан. Сварете кремот, млекото, жолчките и брашното. Изладете го. Соединете го со изматениот путер и поделете го филот на два дела. Во едниот вмешајте ги исечканите крем банани, а во другиот растопената чоколада. Пандишпанот исечете го на половина. Првата кора премачкајте ја со филот со крем банани. Ставете ја втората. Филувајте ја тортата со чоколадниот фил и украсете. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење гнезда од мелено месо, како главно јадење свинска печенка со ананас, за десерт бајадера,